или да воведеме еден ред во финансиската помош која што доаѓа од државата до инвестициите, затоа што суштинска вредност на нашата владеачка коалиција е зголемениот животен стандард и економскиот раст на нашата држава. Досега постоело како ентитет од страна на државата и на владата до финансиска поддршка на инвестициите, но тоа била без никаков ред, без да се врши надзор, без да има евалуација и без да има никаков минимум на тоа кој може да аплицира за тие средства, на кого ќе му бидат исплатени тие средства и што државата ќе добие од истите средства. Треба да бидеме свесни дека ова се пари на граѓаните и дека треба да имаме минимум услови кои што или ќе направат одреден надзор или одредена евалуација, но и да знаеме каде завршуваат граѓанските пари, бидејќи на таков начин ние го заштитуваме буџетот. Со овие измени заедно со колегите пратеници сакавме прво да направиме една долна граница, да секој еден кој што ќе треба да аплицира за овие средства да има минимум инвестиција од 100.000 евра. На тој начин ги вадиме од игра сите оние кои што се несериозни инвеститори, а кои што досега по никаков услов добивале помош од државата. Второ, кое што го правиме заедно со пратениците, создаваме една нова комисија за евалуација која што ќе треба да ги евалуира сите понуди кои што ќе дојдат до владата, а понатаму сите оние кои што ќе добијат финансиска помош преку комисијата за евалуација да направиме, односно за преку комисијата за надзор да извршиме соодветен надзор на овие средства. Ги обврзуваме тие кои што ќе ги добијат средствата да вработат лица, односно кажуваме по кои услови лицето може да биде ангажирано во компанијата и она кое што е многу интересно, го вадиме ентитетот добавувач и го вадиме ентитетот консултантски услуги, бидејќи досега многу голем дел од овие средства завршуваа кај тие две ставки кои што се опипливо нереални, односно каде што никој не може да ги измери дали средствата кои што легнале на нивните сметки се навистина потрошени како што треба или не се потрошени како што треба. Со ова сакавме да го заокружиме циклусот преку оние 250 милиони евра ефтини кредити за стопанството, да дадеме една финансиска помош преку инвестициите, но каде што ќе завршат таму каде што се и најпотребни, кај тие кои што реално инвестираат, сите пари да бидат реално потрошени и да помогнат и на градењето на инвестиционите капацитети, но и оние кои што треба да се вработат. Сакам да ви известам дека во рокот утврден со деловникот на собранието на предлогот на законот нема поднесени амандмани од овластени предлагачи. Молам колеги, дали некој друг бара збор?